Има една книга, таа се смета како класика за историјата на Римската империја, напишана е пред повеќе од 300 години. Се вика Пропаста и падот на Римската империја, 6-томно издание. И во него авторот Едвард Гибон прави еден заклучок дека всушност историјата е само еден регистар на човечките глупости, несреки, војни, што правил од текот на неговото постоење. И навистина така, ако изучувате историја, ако читате книги историски за било кој народ или општа историја на светот, најголемиот дел се војни. Тоа е. Изучувате војни. Која е војна, каде, кога, кој со кого војувал, тоа е факт. И јас не знам, и чудно ми е, зашто некои се чудат сега на ова војна што се случува во Украина, како нешто досега невидено да се случува. Тоа е сосема најнормално, бидејќи човекот во својата грешна природа е алчен, сака да освојува, сака да казнува, сака да уништува. Деструктивен е. Дури и библиските книги, историските, во Стариот Завет, во најголема мера, говорат за војни. Војни, темата се војни. Има еден случај, еден од раните мисионери, од 5 век, Улфила, кој мисионирал меѓу хуните и готите и наречен е Мојсей на хуните и готите, бил многу успешен, успеал да ги воведе во верата во Христос и потоа е ракоположен за епископ, првиот епископ на хуните и готите, знаејќи дека тоа се воинствени племиња, знаеме кои се хуните и готите и вандалите. Кога е преведувал Библијата на нивен јазик и тој и дал и писменост, така да оно што го правеле Кирил и Методи и учениците овдека не е нешто ново и невидено. Насекаде кога мисионери оделе да христијанизираат, да евангелизираат нови народи, првото што го правеле е да кодифицират јазик, писменост и така, за да ја преведат Библијата. Тоа било причината. И кога е преведол Библијата на тие јазици, германски јазици, решил да не ги преведува книгите на царевите, Самуиловите 2 книги, книгите на царевите и книгите судии. Ги испарил од Библијата, воопшто не ги превел. Плашејќи се дека, читајќи ги тие книги, тие племени ќе бидат поттикнати уште повеќе на војни. Тоа е тоа. Тоа е историјата на човекот. Меѓутоа има една книга, историска книга, тоа е книгата што изучуваме Дела на апостолите, таа по својот жанр е историја на раната црква, која не вклучува војни, нема внатре војни, туку напротив, има помирување во таа книга. Помирување на Бог со луѓето или луѓето со Бог. И ако, например, најголем дел од историските книги вклучуваат една голема тема за пропаста и падот на Римската империја, овдека гледаме спасение на Рим или на римјани. И се почнува со спасението на еден човек, еден стотник Корнелиј и оние што се повикани во неговиот дом. И тоа е многу важен момент, рековме минатиот пат, во историјата на црквата, воопшто во историјата на човештвото, бидејќи ова е првиот момент, ова е оној миг, или оној кога евреите, неевреите, можат да дојдат пред Бог без притоа да станат евреи. И до тој момент имало неевреи кои станувале дел од Божиот народ. Има такво Стариот Завет, како Рут, блудницата, Раав, меѓутоа сите тие стануваа евреи. И тоа било правилото, законот. Ако некој сака да биде прифатен од Бог, тој треба да стане евреин, ако е маж да биде обрезан и потоа да го почитува законот, саботата, оној кодекс за хранење и така натаму. Ова е моментот во кој што црквата ќе отвара своите врати за безбожниците, за неевреите. И од тој момент натаму
затоа тој е клучен момент, ќе почнува црквата да добива друга форма. Црквата во почетокот има еврејска форма, таа е еврејска. Христос беше евреин, сите апостоли се евреи, првата црква во Ерусалим е еврејска, црквата во Самарија е еврејска, самаријанска. И тука за прв пат имаме влеста на евреи, и тоа е еден период, веќе во наредните 50 години и целата втора половина на први век, во која се врши тој премин на црквата од еврејска кон елинистичка. И за жал веќе од втори век натаму црквата целосно е елинистичка. И скоро нема ништо еврејско во неа. Меѓутоа, тоа е тоа исполнување кој Христос рече, ќе дојде денот кога луѓето нема да се поклонуваат на Сион, ќе бараат некој храм или како што велите вие самарјаните на Герезим, туку во дух и вистина. На секаде. И секој кој ќе поверува во Христос, ќе може да му се поклонува на Бог во дух и вистина, ќе биде прифатен. За да се случи тој момент, минатиот пат видовме, имаше една така драматична подготовка на Петар. Петар не би влегол, не би примил нееврин во својата куќа, ниту пак би отишол кај нееври. Меѓутоа, имаше една подготовка која беше така, драматична. Тоа е во куќата, во Јопија, во куќата на Симон Кожарот. Повторно едно кршење на еден стереотип, нели, куќите или присуството на кожарите според равинските учења е нечиста работа. Меѓутоа Петар веќе е ослободен од тие предрасуди и останува подолго време да живее во куќата на тој Симон Кожар, кој е нечист според тие правила. И е пладне, време за јадење, тој е гладен, домакините пишува текстот му готват јадење и тој паѓа во неков занас и почнува да гледа како еден голем сад, големо платниште, се симнува од небото, полно со различни животни, змии, гуштери, свињи, една гадна за него гледка, иако е гладен. Таа визија не е резултат на неговиот глад, зашто сигурно во тој момент му се одјадело кога го видел сето тоа одвратно нешто пред него. И уште да биде, нели, таа гледка, уште и доживувањето, искуството биде уште погрозно, глас од небото му вели сега, коли јади го сето тоа. И Петар, како еден добар евреин, вели никако Господи. Бог му вели никако. Јас нема да ја послушам таа твоја заповед. И уште 3 пати Бог му го повторува тоа и се чуди сега Петар, што е сето тоа? И додека се чуди, глас повторно, Светиот Дух, пишува Светиот Дух, му рече, Петар, не чуди се, симни се сега долу, зашто пред вратата те чекаат тројца, не евреи. Се симнува Петар и тој веќе е поттикнат, скршни се во него некои, таа го пишува дека ги прими во куќата и тие преноќуваат таму. И тоа уште еден момент во кој што имаме неков пресврт. И од тука натаму, нели, продолжува историјата за тоа како се случува таа паганска педесетница, како што ја нареков јас во овој текст. Значи, утринта стана и отиде со нив. Тие тројца пратеници се луѓе на Корнелиј, 2 негови слуги и еден негов војник од најблиското обкружување, кои се пратени кај Петар да го повикаат во Кесарија, бидејќи ангел му рече на Корнелиј да го повика Петар. И сега што се случува? Тргнуваат, пишува тредента, и заедно со себе Петар повикува и неколку други евреи, браќа од Јопија. Понатаму, нели, во текстот пишува кога ќе се случи тоа искуство со Светиот Дух, обрезаните се зачудија. Тоа значи ова се евреи кои доаѓаат со него. И пристигнаат следниот ден, така патуваат еден ден, следниот ден пристигаат, тоа веќе 3-тиот ден, така да кажеме, од кога го добива тој сон. Корнелиј ги чека и пречекот е многу исто така невообичаен за тоа време. Се што се случува овдека е надвор од стандардите, надвор од вообичаените правила. Корнелиј
е стотник. Има и слуги дома, гледаме. Той прати слуги да го викнат Петар. Тој човек на кого што му се поклонуваат војниците, тој под своја команда има 100 војници. Има слуги дома. И што прави сега тој човек? И тој човек, меѓу другото, е освојувач. Тој е од римската армија кој ги окупира или владее над евреите. И тој стотник пишува, буквално се затрчува надвор. И тоа е оној пречек кој што се прави на некој голем великодостојник. Значи, се стрчнува кон Петар и паѓа пред него, му се поклонува. И тоа го гледат неговите слуги, го гледат војниците на кои што команди, неговите пријатели и се викат, шумо е на овој сега. Сите му се поклонуваат, а овој сега се поклонува на обичен рибар. Ај Петар да беше барем некој цар. Се поклонува на обичен селанец од Галилеја, рибар. И тоа говори нешто за карактерот на Корнелиј. Корнелиј виде во Петар авторитет. Некој на кој што треба да му се поклони. Тоа не е правилно, но тоа говори за карактерот. Корнелиј досега го видов минатото това. За него пишува се најдобро. И тој човек не му беше тешко и покрај позицијата во која се наоѓа, не? И не размислувајќи што ќе помислат за него неговите слуги, кои му се поклонуваат, неговите војници, тој се поклонува на Петар. Една смиреност на човекот, една понизност гледаме кај него. И тоа е клучното за човек да дојде до Бог. Тој треба да биде смирен и понизен. И Петар нормално, веројатно тоа е првиот момент некој да му се поклонил на Петар. Не знам дали, ако имал слуги, може би, ама не верувам. Тој му вели на просекот пред храмот, немам ни злато, ни сребро, немам пари. Не е бил некој богат, иако просперитетни христијани велат дека бил многу богат. Словото не ни открива такво нешто. Во секој случај, Петар е изненаден и му вели, не, немој, јас сум само човек. Стани и јас сум човек. Јас не сум ништо повеќе од тебе. Јас сум само еден слуга на Христос. Тоа сум јас. И овие зборови, јас сум само човек, треба да бидат напишени на она статуа, која е најбакнуваната статуа на Свети Петар, пред она катедрала, што е именувана на неговото име во Ватикан. Неколку века е таму, таа 500 години, и милиони луѓе паднале таму пред таа статуа. Не сум бил, меѓутоа пишува дека постаментот е излишен од бакнежи или од не знам што прават таму луѓето. И би требало да пишува таму. Јас сум само човек. Зашто Петар е само човек. Тоа е вистината. Ништо повеќе од тоа. И не знам како луѓето не може да го прочи тоа, кога му вели на Корнелиј, јас сум само човек. И единствениот во целата Библија, кој не врати поклон, беше Христос. Кога нему му се поклонуваа, тој не викаше, не, немојте, јас сум само човек. Не, тој не ги одвраќаше. Туку го примаше тоа поклонение. Дори ангелите велја, немојте, јас сум само, јас сум слуга, како тебе, нели, во Откровение на Јован. Меѓутоа ние денеска христијаните, не само денеска, низ историјата изградат такви култови и ги возвеличија слугите Божји како богови, создадоа култови. Само Христос дозволуваше поклонение. И потоа, откако нели го дочекува Корнелиј, влегуваат заедно во куќата. Таму Корнелиј собрал голема група, пишува роднините што ги има, блиските пријатели и сигурно има големо семејство, сигурно жена, деца, слуги, војници што се негови лични како аѓутанти, стража некаква, сите тие се во неговиот дом, публика. Се собрал една добра публика. Вели Петар, мнозина на собрани најде.
И сега ова што следи е многу така протоколарно, според она во древноста. Петар треба да каже сега од своја страна нешто, а пак од друга страна треба Корнелиј да каже. И Петар вели, сега, вие да знаете, нели, јас никој пат не би дошол, знаете дека јас не би дошол кај вас, бидејќи јас сум јудеец и му е забрането да се дружи со вас јудејците, ама има причина и објаснува. Бог мене ми рече да не го нарекувам никој човек нечист или поган и затоа јас бев поканет и јас сум сега тука. И исполнив онаа што ми кажа Бог. И сега вие кажете, па зошто ме повикавте? И тоа се протоколите, да се разменуваат оние, како се викаше, амбасадорите кога одат некаде. На тоа пак Корнелиј веднаш одговори и рече, има причина, сега ќе ти кажам. Зошто те викам? Зашто и мене Бог ме рече да те повикам. И си раскажува во детали. Ангел како дошол, што му кажал, дури и која е улицата, кој град, кај кој човек, се наоѓа Петар и те повика да дојде. И јас веднаш пратив луѓе по тебе и ти добро направи што дојде. Немој да жалиш што тепаше пат, тука тој разговорот е малку така наликува, јас цел ден патував, па твоите слуги патуваат цел ден да ме викнат, па јас потоа со нив, што е толку сега работата, што ти ме викаш и јас треба сега да сум во оваа куќа и да направам нешто многу нетипично. И Корнелиј вели, има причина, сериозна причина има, еве и толку луѓе јас сега собрав и глед, ние сега стоиме за да слушнеме што ти е од Бога заповедано. Тоа е она последното што го кажува, му го топи срцето на секој проповедник. Кога некој ќе му каже, дојди, ние собравме луѓе, ти да им проповедаш, спремни се, готови да слушат, од тоа нема ништо подобро. Никој проповедник не би можел ни да сонува. Има една готова публика за слушање на Словото. И желни, нели, да чујат. И Петар се разбере ја користи таа прилика. И тоа што го каже овде Корнелиј е многу интересно. Ние сите стоиме пред Бог. Таму беше Петар, не беше Бог. Меѓутоа, она со која завршува, што ти е од Бога заповедано. Тоест, ние сме овдека пред Бог, зашто ќе го слушнеме она што Бог има да ни го каже. Ќе го слушнеме Божјото Слово. Знаете ли што? Секогаш кога се собираме ние овдека, да го слушаме Словото на Бог, ние сме пред Бог. Стоиме пред Бог. И тоа не е нешто туку така. Многу е сериозно. Ние стоиме пред Бог. И Бог, преку Словото, тоа е начинот на нашето општене со Бог. Еве, под Бог сега ќе ни каже нешто. Стоејќи пред Него. Тој ни ги испитува срцата и ни ги кажува потребите. Болката, болеста и начинот за решението. Ние стоиме пред Бог. И бидејќи стоиме пред Бог, бидејќи Словото на Бог е всушност присуството на Бог покрај нас во нашиот живот. Затоа проповедањето на Словото, читањето, изучувањето, толкувањето не е беззначајна работа. Многу одговорна работа е. Тоа е нешто што не доведува во Божјото присуство да застанеме пред Него, да бидеме со Него. И затоа еден служител на Словото, проповедник на Словото, не може туку така со лесна рака да го зима тоа Слово. Треба да се задлабочи во Словото, одговорно, сериозно да го изучува Словото, целосно, јасно да го пренесе Словото, бидејќи е во Божјото присуство, во Божјото свето присуство. И не, како што денес е вообичаено да се прави, да се избира омилени теми, омилени стихови, текстови
да го променува така што им одговара или го сакат тоа луѓето да го чујат. Не, апостолите не го правят тоа. Ние ќе видиме од тука натаму Петар. Така го представува Евангелието, што не пропушта ништо од него. Да, навистина е таа ретроспектива на Христовото служење така кратка, меѓутоа е полна, целосна. Не се избира нешто што би сакале да го чуат римјаните. Го кажува Словото како што е, јасно, директно на луѓето. И тоа е нашата и еден проповедник, еден служител и едно собрание на собрани на луѓе кои се собрани пред Бог, не би требало да очекуваат ништо помалку од тоа. Едно јасно, целосно, како што е, нели, релевантно, точно представување на Божјото Слово. И така, имајќи таа публика пред себе, тие луѓе кои знаат дека се пред Бог, кои чекаат да слушнат од Бог Слово, Петар почнува. И ова проповед на Петар е трета во делата апостолите. Имаше една проповед, нели, на Педесетница, потоа имаше една проповед во храмот кога беше иселен оној куциот човек, и ова сега трета, меѓутоа прва пред неевреи. Сите проповеди до сега беа пред евреите. И она што на почетокот го кажува Петар е: сега ми е се веќе јасно. Сега ми е јасно зошто беше таа визија, тој сон на куќата, на покривот на куќата на Симон Кожарот. Сега ми е јасно зошто дојдат тие луѓе кај мене. Сега ми е јасно зошто сум тука. Сега веќе конечно сватив. Дури сега сватив. Тој толку време е христијан, сега му требаше, сега беше моментот, му требаше да разбере дека Бог не гледа на лице. Ние сме христијани многу време, може би некој помалку, некој повеќе, но сме сватиле ли дека Бог не гледа на лице? Знаете што значи тоа дека Бог не гледа на лице? Павле еднаш го кажа тоа, го напиша во 2 Коринтини 6 глава, мислам беше, но Бог не гледа на лице и себе си се става како пример за апостолство. Тоест, иако јас бев последен на нешто како она доносен, че недоносено дете, Бог ме направи да бидам апостол, зашто не гледа Бог на лице, иако јас не бев него тие 12 што беа со него. Иако јас бев гонител на црквата, иако не сум јудеин од Ерусалим, туку сум од Мала Азија, но Бог не гледа на лице. Евреите гледаа на лице, зошто? Зошто они правеа работи што другите не ги прават и сметаат дека затоа Бог нив ги сака. Тоест, гледа на нив нешто поинакво и ги прифаќа. Не, вели Петар, Бог не гледа воопшто на лице. Знаете ли што значи човек да гледа на лице? Или тамо во Коринтијаните Павле пишува не гледа по тело. Тоа значи кога ќе влезе некој во црква и ако, например, видиме дека не е толку образован, нема некои дипломи, не е така богат, нема некоја работа, не успел така многу во животот и го гледаме така, нема некои кој знае какви способности, и ќе се кажеме ништо не бива од него. Оваа црква нема ништо, само ние ќе даваме за него, а тој нема да даде ништо за Бог. Тоа да гледаме на лице. Или ако влезе па некој кој има така образование, па е и влијание во општеството, и се издигнал повеќе, па и сметката му е побогата, каже, тоа ќе има многу корист. Тоа да гледаме на лице. Петар вели, сега разбрав дека Бог не гледа на лице, сватив таа вистина. Нема му е мил во секој народ, оној кој има страхопочит кон него и постапува праведно. Тој му е мил на Бог, кој има страхопочит и постапува праведно. И сега од тука натаму дава преглед на тоа служење.
за некои од работите, ќе кажа малку понатома, Петар е краток, вели, вие сте ги чуле тие работи. Ќе им каже во 37 стих, вие знаете за сето она што се случуваше во цела Јудеја. Сигурно знаеле, служењето на Христос беше познато, а пак на крајот на краишта Корнелиј е офицер во римската армија. Тој со сигурност бил запознат со сите политички и сите други случувања. Треба да биде информиран. И продолжува, и таа сега проповед што следи, Павле ја прави така многу школски, можеме многу јасно да ја разграничиме на точки во кои има и вовед, има и примена на крајот. И она со што почнува е некако како наслов или главна тема. Како наслов и главна тема, тој им ги прати на синовите Израелеви Словото, благовествувајќи мир преку Исус Христос, кој е Господ на сите. Тоа е темата. Дека она слово што Бог го даде на Израел е слово за мир. Во Христос, или преку Христос, кој што е Господар, Господ на сите. И околу тоа се врти оваа проповед. И не случайно таква тема избира Петар, имајќи во предвид пред кого говори. Пред оние кои сметаат дека носат мир со својата империја. Филозофијата на Рим, на Римската империја, е римскиот мир. Тоа е основата на нивниот систем. Кај одиме ние, таму носиме мир. И Петар вели, јас сега ќе ви говорам за мир, за вистинскиот мир. Оној мир кој го објави Бог и кој остварлив преку Исус Христос. За да има потреба од мир, треба да има војна состојба, треба да има војни дејства, треба да има војна. Ако нема војна, не говориме за мир. Има војна, има една друга војна, која е најстрашната. Не таа што се води со тенкови, она што се води во Украина сега. Пострашната војна е она која човекот е води против Бог. Човекот е во војна со Бог. И тоа е коренот на сите останати војни. Тоа е состојбата на човекот. Човекот е во бунт против Бог. И кога говори овдека за мир, Петар мисли на токму на тој мир, на мирот меѓу човекот и Бог. Не оној мир кој римјаните се обидуваат да го остварат. И кога говорам дека човекот е во војна со Бог, не сакам да кажам дека човекот е воопшто во војна со религијата или со боговите. Не. Човекот не е во војна со боговите. Човекот не е во војна со религијата. Човекот ја сака религијата. Кај да отидете, во која култура, низ историјата ако се вратите, на кое место, секаде ќе видите храмови, свештеници, обреди, ритуали, ќе го видите тоа. Зашто човекот ја сака религијата и ги сака боговите. Ама знаете кои богови ги сака? И тој не е во војна со тие богови. Тоа е во војна само со вистинскиот Бог. И знаете зошто е во војна со вистинскиот Бог? Бидејќи вистинскиот Бог не е по вкусот на човечката природа, грешна природа. И затоа човекот се измислува богови кои ќе си ги сака и дејства кои сака да ги прави спрема тие богови. Затоа кога вели дека човекот е во војна со Бог, тој е војна само со вистинскиот Бог кој даде оценка за човекот. Реална оценка. Рече, човекот е грешен. И најдобрите дејства на човекот се како една извалкана парталава облека. И човекот го замрзи судијата заради судот, заради таа реална оценка. Ако Бог кажеше супер сте, многу сте арни, сите ќе го сакаат тој Бог. И тоа Бог го покаже проблемот и го покаже решението на тој проблем. И човекот не сака таков Бог. И човекот се измислува богови. Се измислува дори и друг Исус. Не оној Исус што е во Библијата. И знаете колку Исусовци сега има во светот? Еден куп.
Зашто него сакаат тој Исус кој е објавен во Библијата. Христос дојде да го промени таа војна, да донесе мир. Зошто? Зашто е Господ на сите. Зашто е Бог на сите. И тука тој веќе го каже на сите, има во предвид и на вас, римјаните. Вие кои императорот го издигате како ваш Бог. И ова е голем политички проблем што го прави овдека Петар за Римската империја. Да каже дека не Цезар, туку Исус е Господ, Господар на сите. На Исус треба да му се поклонувате. Меѓутоа Петар го кажува таму пред војниците, пред слугите, пред тие римјани кои се, меѓу другото, мокната армија, оние кои господарат со Израел. И од тука натаму сега кој каже Господ на ситето, мирот и фактот дека тој мир го носи Господ на сите и затоа е можен тој мир, го докажува. И понатаму проповедта е докажување. И како еден вовед, или како една прва точка, после темата, од како објавува темата на проповедта, вие знаете што се случуваше по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја, по крштевањето што го проповедаше Јован. Тоест, Јован е само уводот на Христовата служба. Таа почнува откако Јован го направи оно што требаше да го направи. Откако Јован го крсти, започна тоа служење. Воведот на Христовата служба е Јован Крстител, кој и со крштевањето, и со проповедта подготви пат, зашто и едното и другото беа за покаяние, повикуваа на покаяние, зашто доаѓа Царството небесно. Така, Јован со својата појава го подготви патот, а откако се случи крштевањето, имаме нешто друго. Го помаза Бог со Дух Свети и со сила Исус од Назарет, и тој одеше вршејќи добри дела. Вели, на таков начин се потврди дека тоа е Господ на сите. Зашто прво, и ова го вклучува Петар, самиот Бог потврди дека оној кого Јован го крштева е по Божјото благоволение. Го помаза, тоест со Дух Свети, тоа покажа пред сите, објави пред сите дека тоа е Месијата, тоа нешто ќе изврши мојата служба. Во него е благоволението, него треба луѓето да го слушат, зашто и понатаму продолжува, тој врше добри дела, исцелувајќи така натаму, зашто Бог беше со него. И тоа цело време ќе го повторува овдека Петар. Бог беше со него. Понатаму Бог го воскресна од мртвите. Цело време Бог докажува дека Исус на вистина е Господ на сите. И интересно е што во сите проповеди до сега, и тоа не беше, не го забележав, но сега го забележувам. Интересно е дека и во првата и втората и овдека, и дури и останатите проповеди што ќе гледам во делата на апостолите, нема нешто за тоа што Христос говорел, например, и кажа тој на проповедта на планината или на Масленовата гора, или во таа парабола, или во горната собичка, последна. Нема такви работи. Петар и останатите кажат само што направил Христос. Знаете ли зошто? Бидејќи тоа што го збореше Христос се докажуваше. Ова се докази. Ако тој само цитираше, тоа не се докази дека Христос е Господ. Неговиот живот, се што правеше, докажува дека тој е Господ. Зашто ако тој говореше, го немаше тоа понатаму во неговото служење, на крстот, ако не се случи и во гробот, напразно ќе беше се. Други збор, Петар им вели, се покаже, погледнете го неговиот живот, вие го знаете, сте чуле. Сето тоа покажува дека тој навистина е Господ. И иако се покаже во неговата служба, иако и Бог објави дека тој е Господ на сите, иако оно што го правеше беше само добро, тој ништо лошо не направи. И што се случи пак на крајот? Него го убија, приколувајќи го на крст. И ова пак е наменето за римјаните. Во и претходните две проповеди
Петър ясно на евреите им каже, вие сте виновни, вие го убивте вашиот Бог, оно што го чекавте. И овдека некако, вклучувајќи ова фраза, им каже, и го приковавте вие на крстот. Бидејќи таа казна, или тој начин на екзекуција, беше нешто што римјаните го правија. Нивна казна. Тие решија да го распнат на крст, иако на судот не открија, римскиот суд не открија никаква вина во него. Немаше причина да биде убиен, и тоа со најстрашната, најсрамната, најгадната, најболната, најпонижувачката казна. Зошто токму таа казна? Таа казна била пресудувана само на најлошите злосторници. Во што беше Христос лош злосторник? Нели? Тоа е поентата овдека. Го распнавте. Го распнаа на крстот. И тука се гледа и таа вина, нели, што имат сите тие. Во Рим, например, во римското право, било забрането римјанин, граѓанин, римски граѓанин, да биде казнуван со распнувањето на крст. Освен во некој за големо предост, ако го убие императорот, тогаш може да биде казнат со распнување. Биле распнувани само на евреи, тоест на римјани. Да. И дури римски филозофи како Цицерон, например, во своите книги жестоко ја опишува таа казна, како недостојна, како барбарска, дека треба Рим да престане со распнување на крст. И Петар вели, баш со таа казна, тој беше убиен, беше прикован на крст. Тука секако го има и она другото, значи она што е за евреите, она што во Стариот Завет, нели, го пишува, во Второзаконие, и во Галатјаните Павле тоа го кажува, проклет да биде оној што виси, нели, на крст. И овдека зборот крст е уствари дрво, ксилон, значува дрво. Христос го зеде нашето проклетство, го зеде нашиот грев и така не искупи од тоа проклетство. И тоа е добрата вест. Христос ја задоволи Божјата правда. И така не избави од тоа проклетство на гревот. И тоа е, уствари, онаа контрадикторното, и тоа на што му пречи на човекот. Зошто е во војна со Бог? Зашто таа љубов на Бог кон човекот, тоа простување, тоа спасение, не може да се разгледа одделно од крстот на Христос. Не може да се гледа одделено. Божјото простување е условено со пролевање на крв на крстот. Човекот знаете ли што сака? И тоа е денешното на хуманистичко учење во христијанство. Човек сака да слуша за Христос, сака да слуша за Бог, кој простува на секого, по секакви околности, безусловно. И не велим дека спасението безусловно. Не е безусловно. Грешка да кажеме дека спасението е безусловно. Не, спасението е условено со задоволување на Божјата правда на крстот. И тоа е тоа. Тоа им пречи на луѓето. И знаете, кога дојде она, нели, знаете во историјата на догмата, либерализмот со што почнува прво во христијанство? Со укинување на крстот, на жртвата на крстот. Зашто тоа му пречи на човекот. Дека на крстот е условот за спасението. Да, нашето спасение од наша страна, ние не треба да изработиме ништо за да бидеме спасени. Тоа е благодат. Меѓутоа, мораше прво да биде задоволена правдата на Бог, неговата светост, за да има спасение. И тоа овдека со таа фраза, прикувајќи го на крстот, тоа што стана проклет Христос за нас, дојде и спасението. И тоа, не му се допаѓа на човекот, иако е токму тоа добрата вест. Тој јас, длабок јас, кој е создаден од нашите долгови кон Бог, нашите греови, Христос го премостува, за да можеме да бидеме во мир со Бог. Но, и продолжува, него Бог го воскресна на третиот ден.
и нов доказ. Се се тоа аргументи всушност за тоа дека навистина Исус е господар на сите. Дека навистина Исус е оној кој беше помазан од Бог преку Светиот Дух да го изврши сето тоа, тој мир да го донесе. За мирот е овдека, нели, клучната тема, мирот со Бог. И воскресението е уште едниот доказ. Вие го баравте, римјаните, вие бевте пред гробот, вие поставивте стража пред гробот. И гробот потоа беше празен. И никој и баравте и не го најдовте телото на Христос. И ние сме сведоци, продолжува, за сите тие, за тоа. И не само ние тука овде, кад Павле вели за 5000 луѓе кои биле сведоци. Една голема група на луѓе се сведоци за Христовото воскресение. То не е, некој може да каже, ами тие халуцинирале. 5000 луѓе на различни места, во различни услови, не можат сите да имаат иста халуцинација. Ние дури вели, и јадевме, пиевме, ако беше халуцинација, ти беше во еден момент, ние со денови бевме, се дружевме со него. Јадевме, на риба одевме со него. Тој не поучуваше, го видовме како се вознесе и така натаму. Има сведоштво. Тој воскресна. Го донесе тој мир. И сега продолжува и тоа некако како последната точка или шестата точка досега и ни заповеда да проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тоа е од Бога пак. Глед, неколку пати Бог беше со него, од Бога, Бог го помаза, Бог го воскресна и уште едно. И Бог што му даде да биде и судијата над живите и мртвите, определениот од Бог судија. Значи, тоест, други зборови. Бог дојде, Христос дојде, Бог го прати неговиот син, за да умре, да не искупи, да не помири со Бог, но во исто време тоа е и судијата. Пред него секој ќе застане. Секој во оваа просторија ќе застане пред него. Секој што живеел на земјата на секое место ќе застане пред него. Но дали ќе застане како оној кој го спасил, го зел проклетството за него, или пак како пред судија. И пред да и со тоа нели пред да помине на крај, дава уште. И тоа тоа не им се допаѓа на луѓето. Дека мора, тоа е начинот и нема друг начин, и мора сега да го примат Христос како спасител. Тоа оно што пречи на човек. Тие сакат спасение, кога сакат, како сакат, на начин на кој што тие сакат. Но тоа е начинот, нема друг начин, вели Петар. Или ќе ти е спасител Христос, ако веруваш во него, или ќе ти биде судија еден ден. Ќе застанеш пред него како пред судија. Нема друг Исус, тоа е Исус. Да, човекот сака друг Исус и се измислува друг Исус. И многу Исуси се измислиат. Тоа е вистинскиот Исус. Спасител и судија. Или ќе биде спасител, или ќе биде судија. Но, затоа, и ова е веќе заклучокот, имајќи ги во превод сите овие аргументи, дека дека пораката е за мир со Бог и дека тој мир се обезбедува во Христос кој е Господ на сите. Кога Бог го докажа на крштавањето, преку сите тие дела, преку воскресението, го одреди како судија. Сега што ви преостанува вам? Ви преостанува да поверувате, зашто пророците велат, секој што ќе поверува во него, ќе добие простување на гревовите преку неговото име. Тоест, нема да биде негов судија Христос. Тоа е на крајот таа примена, заклучокот. Тоест, поверувајте. Ако верувате, ќе бидете спасени, ќе бидат простени гревовите. Гледате како е направена таа проповед, точка по точка, и на крајот доаѓа до она. Еве, ова е што треба да го направите вие. Затоа ме прати мене Бог овде, како Корнели рече, ај сега зошто нели те повика Бог? За ова е повика. Да ви кажам дека треба да поверувате во него, за да ви бидат простени гревовите. Инаку, нели, ќе се врати да му суди на светот.
И додека го говореше тоа пишува, додека уште ги говори. Се, ова е проблемот на проповедниците. Петар не застанува овдека. Проповедниците не знаат да застанат, тие колку ќе зборат, нели колку можат повеќе, го прекинува. Буквално Светиот Дух го прекинува. Тој говори и наеднаш Духот Свети слезе над сите што го слушаа. А тие обрезаните што беа дојдени со Петар се изненадија. Зошто? Дарот на Духот. Светиот Дух се симна над овие безбожници кои никогаш не почитувале ништо од законот, не се ни обрезани, јадат свинско. Светиот Дух се симна над нив. И оние знаците таму, што беа и на Педесетница, се појавија и овдека, на оваа паганска Педесетница. И интересно ми е уште една работа, видите, кога Петар кажуваше дека пророците тоа проповедале, кој верува во Христос ќе му бидат простени гревовите. И луѓето поверуваа. И Светиот Дух се симна. Си мислам, нели беше подобро во тој момент Петар да тие евреите што се покрај него, што знаат некои химни да кажа се една тивка химна ќе почне да пеете, некоја таква емоционална, и јас ќе им кажам сега, наведнете ги главите и отворете го срцето и сега и 5-10 минути ќе ги кани. Немаше такво нешто. Зошто немаше? Зашто Словото е силно да го направи, тоа не нашите психолошки убедувања и техники како да ги разнежниме луѓето, за да ги натераме да кажат да, верувам во Христос. Немаше такво нешто. Додека говореше Петар, тој е судијата, тој е Бог, тој е Господ на сите, тој е нешто спасува, жртвата на крстот спасува, тој го зеде проклетството, од Бог е одреден и е судијатен ден. И луѓето поверуваа, се покајаа и Светиот Дух се симна над нив. Тоа е знак дека тие се покајале. Тоа е знак дека Господи прости ни, веруваме во Тебе. Тоа е. И сето тоа што се случи овдека, се случи на Педесетница, е знак дека се прифатени од Бог, дека се спасени од Бог, дека и тие стануваат Негово семејство, дел од Неговото семејство. Јас тоа го нареков втора Педесетница, нема втора или пагански, има само една Педесетница, што се случи во храмот, нели на Педесетница. Меѓутоа, ова е нешто налик за да се покаже дека истиот Дух, дека истите нешто што се случија таму со евреите, се случи овдека и со неевреите. Се репрезираше тоа, за да се покаже пред тие евреи што беа таму и пред Петар дека и неевреите се прифатени, иако не се евреи, иако никогаш не го исполнувале законот, само заради едно нешто се прифатени. Бидејќи веруваат во Христос. Бидејќи поверувале во жртвата на Христос. Тоа е начинот. И откако гледа Петар што се случува, вели, и сега што? Шта ćemo сад? Кој може да им забрани да се крстат? Тој се обраќа на евреите. Ке ги прифатиме. Зашто крштевањето тоа е јавен чин во кој тие веќе биват прифатени од самиот Петар, од самите, ке ги прифатиме како дел од нашата црква. Кој може сега да го забрани тоа, кога Духот се симнал, кога Бог тука ни покажал на сите дека ги прифатил. И овдека, во сите случаи досега за крштевање во делото видов, особено првиот, кога Петар на 50 вели сега покајте се и крстете се, за да бидете спасени. Во сите други случаи, и со етиопјанецот и другите, па и овдека, гледаме се случило спасението веќе. Кога тој вели, и сега треба да се крсти, им заповеда да се крстат. Тој не им рече сега и крстете се за да бидете спасени. Кога веќе беа спасени, им рече сега, еве, ќе се крстите јавно, ќе исповедате вашата вера и се случува тоа крштевање. И на крај што да кажеме? 12-15. Корнелиј беше човек кој предводеше армија, кој веруваше една империја дека воведува Рим,
мир кај што оди. Пакс Романа или римскиот мир. Тоа е главниот принцип за Римската империја. И луѓе верувале, меѓу другото, и луѓе во Јудеја верувале дека Рим е оној што обезбедува мир, просперитет, напредок во секој. Садукеите верувале дека Рим, како што денес веруваат ЕУ, Запад, Западна Европа, таа што обезбедува мир, просперитет и сите убави работи. Така многумина верувале дека Рим е тоа. А Корнелиј пак е човекот кој е еден од представниците кој го носи тој мир. Меѓутоа тој човек пишува бил богобојазлив човек, дека правил многу добрини. Очигледно тоа бил човек кој разбрал дека мир не носи Рим. И колку и со оружје да се обидува да ја наметне таа идеја, нема мир, нема вистински мир. И денеска и христијани пишуваат, си се гледа во нив еден револт, една збунетост од случувањата во светот. Ами, ето тоа е нормално. Така е во светот. Војни, бидејќи човекот има во себе една борба. И јас мислам дека многу од луѓето кои сега пишуваат така, нели, на интернет и некаква огорченост искажуваат, дали не е тоа само еден начин или еден повод на тој пишувајќи, нели, огорчено и дури гневно за сите тие случувања во светот, па и неправдата кон Македонија, всушност да се ги излеваат натрупаните во себе бунтови што ги имат. И она во себе што ја натрупале во срцето, огорченост и војна. Зашто човек ќе си искористи секако средство за да си го извади и да си го оправда она што е во него. Не, она што го трупал во своето срце. И јас ве молам и вас, кога пишувате на Фејсбук, испитајте ако нешто е такво критика, дали е навистина една света праведна или е само едно оправдание да си ги излеете од вас во натрупаните зли работи во вашето срце. Зашто Господ на крајот знае. И мир, и да престане војната, и ќе престане да ни таа војна во Украина. Нема да има мир пак. И Корнелиј токму тоа е пораката. Единствено мирот со Бог носи вистински мир. Човекот оттуген од Бог нема мир додека не го најде мирот во кнезот на мирот, како што Исаја го најавува. Корнелиј истотникот научи дека вистинскиот мир не е она што го дава Рим, туку она што го дава само Христос. Мир со Бог и мир Божи. Мир што доаѓа преку оправдувањето. Имаме ли таков мир? Ако имаме таков мир, тогаш и болеста, и војната околу нас, и неволјата, и социјалната, економската и каква и да е друга, нема да донесе немир. И болката во телото, и болеста ќе биде причина да го славиме Господ, бидејќи имаме вистински мир. И нека Господ да ни даде таков мир преку Исус Христос, зашто тоа е Словото што Бог го откри на евреите, а е Слово за сите нас. Мир преку Исус Христос. Амин.